Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата. Овај пат во целост ќе го посветиме на спортот, ќе зборуваме за бодибилдингот. Ако е информиран за бодибилдингот од мојот денешен гостин, просудите и сами, проценете и сами. Гоце Мојсовски, гостин во Јокламата, спортски работник од нашиот град, инаку 8-кратен шампион во бодибилдинг на Македонија. Има второ и трето место од светско првенство во бодибилдинг во Словенија, учество на Мис Универзум во 2018 и голем број останати признанија. Добар ден и добро ми дојде во емисијава, како си? Добар ден и добро ве најдов. Добро, не е лошо. Така. Причина за емисијава е твоето учество на купот во Македонија. Ке се надпреварувате под закрила на Фитформ, меѓутоа нема да се надпреваруваш само овој пат, ќе ни откриеш со кого. Се надпреварувам сега на 21 април во Битола на Купот на Македонија, кој го организира Пале од Битола. За сега еден од најпосетените на надпревари со надпреварувачи, ќе има доста надпреварувачи. Како што кажавте, значи нема да настапувам сам, ќе се појави и Матеја Ефремовска од Куманово преку мојот фитнес центар Фитформ. Таа е атлетичарка. Неодамна се одржа на 1 април надпревар за фрлање диски џуле во Охрид, па искомунициравме и предложив да се надпреварува ако сака, пошто изгледа добро и прифати. И овој пат се надпреваруваме заедно. Значи, таа ќе се надпреварува во категоријата Wellness, која сега е најнова категорија, а јас се надпреварувам во категоријата до 80 кг, средна категорија. За каков тип на надпреварување станува збор? Што е Купот на Македонија и што представува за еден спортист кој што ето се занимава и внимава на своето тело и се занимава со бодибилдинг? Пред се за престиж на самиот себе, да се докажеш што можеш да направиш, за тоа што напорно сум вежбал толку години, да можам да се представам таму во најдобро издание и светло, да му покажам дека можам да се надпреварувам се уште. Исто така е и одскочна даска за интернационални надпревари кои се одржуваат сега во мај. Со пласман на Купот на Македонија овозможуваш пласман за излез на интернационални надпревари. Така. Ајде да се вратиме години назад. Од каде љубовта кон бодибилдингот и она внимавање на сопственото тело и туркање на границите да изгледаш според многу голем број на критериуми совршено? Љубовта се роди преку идејата беше прво од мојот другар и газда некогашен Иван Лошковски, морам да го поздравам. Цела заслуга беше негова, тој ме зеде да работам во фитнес центарот Фитформ, кој после тоа си имаше приватни работи, отвори фирма своја и не можеше да продолжи да го води тој клубот, па ми го продаде мене, станав јас собственик после тоа. Идејата ми е да е тој желбата, значи ми всади се што е позитивно од овај спорт и продолжив после, откако се вработив таму, после 2 години ми беше првиот настап, мојот деби настап, да кажам, во бодибилдинг. Испадна се онака спонтано, му викам да се надпреварувам, имаше надпревар, да се надпреварувам, ајде, демек као на зафрканција ми викаат, седи бе, ајде, демек за друга година ќе видиме, сега не си ово, она, али се запнав, сакав да успеам, сакав да се надпреварувам, сакав да се докажам пред се самиот себе. И успеав тогаш да освојам прво место за прв пат. И желбата веќе се повеќе и повеќе растеше и не ми даде да се откажам во ниту еден миг од овој спорт. Така. Кога се занимавате рекреативно со бодибилдинг или ето сериозно, ако земете да се занимавате, доаѓа нов член во клубот кај вас и ето почнува, работи на сопственото тело. Која е разликата меѓу онај рекреативен дел и овој момент што го кажував кога ќе дојдат или кога амбицијата ќе порасне, па ќе сакаме да учествуваме на одредени надпреварување без разлика дали не се тука во држава или станува збор за меѓународни. Ето
според разговорот кој што го имавме пред емисијата, тука доаѓа малку потешки. Да. Огромна е разликата да се бавиш рекреативно со овој спорт и да се бавиш професионално. Значи рекреативно, ако се бавиш со овој спорт, можеш да постигнеш резултати за кои си сонувал да ги добиеш на полесен начин. Кај мене секој член што доаѓа во Фитформ има постојано човек што се грижи за нив од влегување до одење за дома, буквално од се, од режим на исхрана, од покажување на вежби, да правилно вежбање и се. И се зависи од тоа што сака да постигне новиот член и ако има проблем со својата килажа, работиме на тоа да ги согори повеќе маснотиите, му даваме совети за исхрана, па ќе се погрижиме што повеќе да ослабне. А ако се работи за човек што има премногу брз метаболизам и јаде се и не може да се поправи, тогаш исто така работиме со напорни тренинзи и со посебен режим за исхрана за нив. Така. А кога е делот на професионално занимање на спорт, има многу откажувања, многу е голема борбата со самиот себе прво психички, да можеш да успееш сега во пред тоа. купов на Македонија, каква е борбава Гуце што ја води? Овие пет од месец дена пред. Да. Предпоставувам тој на интензивниот дел. Тој е на интензивниот дел и тоа се сите финеси оние кои треба да ги постигнеш и да ги докажеш набина кога ќе застанеш пред судиите. И буквално поминуваш низ голгота, прво психички, значи се откажуваш од сите благодети, нели, во денешно време можеш да си дозволиш се да јадеш, да пиеш, не ни е ништо недостапно, али мораш да направиш бариера од тоа што смееш и не смееш. Буквално се откажувам од се, јадам исклучиво варен ориз, варено пилешко или варена риба, без сол, без шекери, за сладувач некоја знам да ставам, али друго се варена Како тоа се приметува? Ако направиш грешка? Ако направиш грешка нема да бидеш... До тој степен ли може да се гледа? Се гледа одма. Значи, последниот месец дена и последната недела, таа е пресудна. Таа е пресудна, можеш последната недела да излезеш набина како воопшто никогаш во животот да не си вежбал, со оглед на тоа дека има и дехидрација. Значи, дехидрираме, сега моментално 3 дена вода не пијам. И ако треба да се напијам вода, пијам дестилирана вода. Со тоа да не се дестилираната вода не се врзува во организмот и не застанува, него чисто онака се исфрла. А последниот ден, значи пред надпреварот ми е во сабота, во петок престанувам и со солта и со се, престанувам и со вода и дополнително пијам диуретик за да ја исфрлам водата што се наоѓа под кожа. Значи да се залепи кожата со мускулот. Тоа е најтежок процес и ако консумираме, ако внесеме поголема количина на диуретик, тоаш може буквално да ги истрошиме и мускулите што сме ги направиле и да изгледаме како контраефект да се добие. Да. Меѓутоа претпоставувам дека откога ќе заврши надпреварувањето, дека враќањето на онај режим на исхрана и начин на живот и не оди одма веднаш брзо се враќам на стариот начин. Во глобала има и тука некое правило. Да, има правило, али во глобала јас јадам стрикно, значи стек и ориз. Мене 10-12 години исхраната ми е едноврстна. Јадам ориз и пилешко само, ништо друго не внесувам. Едино ако некогаш од кејф, пример чит деј што го викам. Нема да има некоја голема промена. Така, немат промена, иначе во глобала јас не патам да бидам пример најаден со не знам меса какви она, не сум симпатизер. Навикнат ми организмот, дури да каснам нешто што е мрсно, веќе после имам мака со желудник. Така, кога ќе се научиш на еден начин на исхрана. Тоа е. Си учествувал, како што кажа, од самата најава од емисијава, зад тебе има, покрај оние шампионати во Македонија, зад тебе има светски првенства, има Мис Универзум. Кога ќе направиш една споредба за тоа како се овие настани организирани кај нас, оглед на тоа што си имавме разговор пред емисијава и каже дека сме доста добри во регионот. Меѓутоа, за самиот начин на организирање на надпреварот, има ли некоја разлика голема? Овие меѓународни големи надпреварувања и она кај нас што се случува? Има разлика голема, да, огромна разлика има, со оглед на тоа дека на интернационалните надпреварувања се појавуваат по 5-6 илјади надпреварувачи и во надпреварувањата траат по 5 дена и буквално секој ден од сабајле до вечер имат на секоја бина имаш категорија фитнес жени, имаш бикини, имаш
физик, мажи, многу категории се, кај што секој ден имаш по неколку надпреварувања од исти карактер и мора да биде организирано на ниво. Таму нема случајности, нема ништо, а кај нас е полесно да организираме со оглед на тоа дека нема многу надпреварувачи, како што кажав оваа година има најмногу надпреварувачи, дури и сум изненаден и затоа се пријавив да се докажам самиот себе дека да видиш каде си. така, да се докажам на самиот себе дека можам и на постари години да го направам истото што сум го правел порано. И ме радува што има многу такмичари, јас не сум човек што сакам да стојам сам на бина, него сакам да стојам со многу. На светските надпревари стоев со 60-70 луѓе покрај мене и од тие 60-70 луѓе успеав да се докажам самиот себе и да не представам и Македонија и градот Охрид во најдобро светло и да се вратам со убави пласман. Ке представуваш Македонија и Охрид секако и твојот фитформ те очекува Европско првенство во Шпанија и уште еден куп во Шпанија, тоа е мај месец? Да, мај месец крајот и почетокот има едно, од 2 до 7 се појавувам таму, во Шпанија во Санта Сузана. Да. Таму ќе трае од 2 до 7, како што кажав, 5 дена. Сега категоријата моја не знам кога ќе биде да се надпреварувам, али таму останувам 5 дена, па имам еден ден да се докажам така, и да ме да оценат. се да ме изврши категоризират категоризација, и да се измерам, да влезам во категорија и после тоа да чекам предизбор, пошто на светските првенства има прво предизбор, па после има полуфинале, па финале. Ако во предизборот не влезите во тие што треба да се надпреваруваат, нема воопшто да ви дадат можност да се качите на бина. Така, ќе имате можност да се качите на бина. Европско првенство ве очекува повторно во Шпанија. Секако дека ќе... Што очекувате таму? Очекувам високо одличие, се спремам напорно и никаде не сум пошол со помислата да бидам меѓу последните. Секогаш сум одел со тоа дека ќе бидам меѓу најдобрите. Така беше и за Словенија, баш со другарот кој патувавме за Словенија и во клубот кај мене цело време прашуваше што очекуваш, му викам од прво до трето сигурно. И ми вика, ако не освоиме, нема да ме вратат, му вика. Ама јас го очекувам тоа што е најдобро за мене, како и секој човек. Така. Освен настапите во Шпанија и на Европското и на Купот, она што е интересно е еден многу интересен, што ми откри во разговорот, куп кој што ќе се одржи во Белград, Diamond Cup. Тоа е еден вид на рекапитулација на што е све тука на Балканот, предпоставувам. Да. Веќе оди тој Diamond Cup во неколку земји одржан. Треба да оди и во Грција, па го шетаат во неколку земји ќе биде на Балканов, тоа ќе биде Балканско првенство. Каде што организира Интернационалната федерација за бодибилдинг од NPC Америка. И таму исто така се добива прокарта, има за прв пат јас кај што ќе се надпреварувам огромен награден фонд и си е поделен по категории. Така што и таму ќе се појавам, зависно од тоа како ќе поминам во Шпанија и колку ќе бидам изнемоштен. Сепак се работи за напорни подготовки, се работи за организам. Не знаеме до кога можеме да издржиме таа чистина, таа дехидрација постојано, пошто завршува на 21 во Битола, тоа е сутре. После тоа имам после 2 недели повторно празнење, полнење на организмот со јаглехидрати, без вода, дехидрација повторно. Па имаме Белград и зависи од тоа колку јас здравствено ќе се осеќам, нема да посегнам пример по секоја цена да одам на сите. Ако нешто не дај Боже се случи или да осетам дека сум изнемоштен и недоволно добар за да бидам таму, нема да појдам и да се надпреварувам. На овој интензивен период кој што е сега пред тебе овие месеци, му претходеше една 5-годишна пауза, предпоставувам. Да. И тој период беше посветен целосно на фитформ на клубот. Да, бев посветен со реновирање, со повеќе да му се посветам на членовите кои доаѓаат. Едноставно сакав да му посветам внимание и нив, со оглед на тоа дека секоја година правев пред тоа надпревари имав, па исцрпувачки беше сето за мене. И осетив дека, ги запоставив некако членовите и
сакав да му се реванширам со тоа што Ќе му ќе се посветиш малку откажам дел од од време. надпреварите неколку години, па да можам да бидам покрај нив тука за секаков совет. Меѓутоа требаше едно патување во Америка и да се вратиш назад. Да, да се вратиш назад во желбата и во амбицијата повторно да се надпревариш. Да, замина во Америка исто така на надпревар кој се одржа во Чикаго, исто NPC беше организатор и се појавив таму во Чикаго, освои второ место во Чикаго и останав 6 месеци таму. Се запознав со една девојка, Јасмина, сега ми е сопруга. И сега имам детенце што се вика Тева. Благодарение на тоа патување ми се роди најголемото богатство за мене во животов, керка ми Ева. И од неја ги користам и енергијата и се она што треба да можам да успеам. Значи, вистина било подмладуваат децата. Да. Ајде да направиме една пауза, ќе одиме со еден блок реклами, а потоа ќе си продолжиме со разговорот и ќе зборуваме малку повеќе за, ајде ќе ја кажам, професијата за овој спорт и да дадеш и неколку препораки за младите луѓе од нашиот град, без разлика дали се од посилниот или од понежниот пол, со на тоа што ни доаѓа летова, кај тебе ќе биде лутница, претпоставувам овој месец, ако не е веќе и почнато. Почитувани гледачи, ќе направиме пауза, како што кажав, одиме со еден блок реклами, а потоа продолжуваме со разговорот. Ама тој пусти Мастикс, не можете да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можете да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Боските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени траја и тога пропадна за најкодна. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Со секоја резервација, организиран превоз со катамаран. Потпеш. Рај на Охридската ривиера. Немој само да посакуваш убаво тело. Работи напорно, за да имаш тело какво што посакуваш. Фитформ, СРЦ, Билјанини извори. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Претворете го вашиот дом или градина во пријатно место за одмор и релаксација. Проширете го вашиот угостителски објект со природен амбиент и модерен дизајн. Внесете функционалност и естетика во просторот со производите на Бели 2000. Фонтани, вистинско освежување за градини и паркови, шанкови и летни тераси за угостителски објекти. Пријатна сенка и заштитен простор на отворено, со елегантните и безвременски перголи на стрешници и веранди. Импресивни идеи, долгогодишно искуство. Висок квалитет на материјалите и изработката се наша гаранција. Бели 2000 Тетово. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука, во тешките моменти во животот, да обезбедиме професионална поддршка.
Погребално предпријатие Две солзи. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од собствено производство. Житолеп Охрид. Хотел Престиж Струга, луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет од 450 и до 600 гости, со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра, со вклучен неограничен пијалог и гратис комплетно декорирање на сала. Хотел Престиж Струга, луксус што можете да си го дозволите. Откриваме зошто се напнати скопските вулканизери. Скиснав у Каналов, скиснав на Дезалица. Вчерашни тест. Кој е по-новинар, Мартин или Маја? Мартин? Не знам. Ексклузивно. Полициска акција од најтежок вид. Вчерашни на терен. Дали Охрид стана Атлантида на Балканот? Јас ги повикувам сите, ние сме овде човекољупци, да дојдат Охрид. Ете, почитувани гледачи, после кратката пауза продолжуваме понатака со емисијата. Само за оние кои што се вклучувате малку подоцна, Гоце Мојсовски, 8-кратен шампион во бодибилдинг во нашата држава, од Охрид, Купот на Македонија е она што го очекува. Зборуваме за бодибилдингот, зборуваме за откажувањата, за напорот, за работата која што треба да се вложи, се со цел ако оној кој што тоа го прави има желба да постигне некакви резултати. И во вториот дел од емисијата и така најавив пред малку, ќе зборуваме со оглед на тоа што ни доаѓа летото и сите сакаме да изгледаме убаво, што се е потребно за еден здрав изглед. Да не одиме естетски да е се тоа, меѓутоа да е здрав. Има ли разлика? Има разлика, да. Потребно на почеток е, значи, да внимаваме на исхраната. Тоа е број 1. Значи, 70% ти е исхраната, 20% ти е тренингот, 10% ти е волјата за тоа што сакаш да го работиш. Значи, како што кажав, исхраната, мора да внимаваме на исхрана, не само ако се работи за некој здравствен проблем, него постојано треба тоа да не биде рутина, правилно и здраво да се храниме, без разлика во денешно време се можам да кажам пластифицирано и овоше и ова и она добиено со зрење на вештачки пати и слично, али во глобала да гледаме да консумираме здрави работи, да не јадиме премногу леб, да не внесуваме повеќе тестенини, да не внесуваме благо, се она што нас ни допринесува да ставаме килажа на нас. После тоа, значи, ако имаме проблем со килажата, како што кажав, 20% е тренингот, може да се занимаваме со фитнес, со трчање, со рекреативно пешачење брзо или слично. Не мора да биде тоа теретана. Сите луѓе... Тоа да е во насока, да постои континуитет на физичка активност. Постојано секој ден да би изложен на физичка активност, без разлика колку е уморен од работа или нема изговор дека не може да најде време, сад време за самиот себе. За кој ќе дојде, не дај Боже, ете, утре, заутре да направи контрола, да му констатира дека има холестерол, триглицериди, Знаеш зошто ова прашање ќе те прекинам, извини го се го поставам. Затоа што голем број од посебно младава популација има навика, сега ќе вежбаме февруари, ево, или март, април, мај, јуни, ќе вежбаме додека почне летото, јули можда помалку, август воопшто не, и од септември се враќаме на оној начин на исхрана, на што го кажа, или ќе се храниме како што сакаме, физичкава активност ќе сведиме на минимум со изнаоѓање на секакви некакви изговори. Да. Колку е тоа здравствено лошо?
Здравствено лошо. Затоа што имаш месец дена режим на исхрана нов, имаш месец или 3 месеци, ето имаш физичка активност, посетување на теретана. Да. И нов режим на физичка активност. И колку може тоа, може би не на кратки стази, меѓутоа на долги стази ти со години си. На долги стази може да има некаков проблем здравствен, со оглед на тоа дека си играме, правиме дисбаланс во организмот, со внимавање па невнимавање. Голема е бројката, значи, на младите кои доаѓаат да вежбаат, јас ги нарекувам сезонски вежбачи, пошто вежбаат само за лето да биле добри и ќе почнат, ќе стартуваат, ќе заврши, како што кажа, јуни месец доаѓа, некои се откажуваат, па жешко, па ова. И мене ми е жешко. И 15 години ми е жешко секогаш, кога и да вежбам. Али јас се трудам, онај сад време, за здравието мое, да го посветам на самиот себе. Нема да испијам едно кафе во текот на денот, пошто младиве се почесто по кафичиви и поинтересно и позабавно му е да пијат кафе, отколку да внимаваат на себе. Најлесно е да касниш тост, пошто сега секаде имат ланч барови, во кај што пиеш кафе, јаеш и тост. Дома си пасивен, значи јас како дете не сум бил пасивен, сум бил хиперактивен. Ние имаме друго детство, не можеме да споредуваме. И сега технологијата малу младиве ги застана, ги попречи да кажам, сега имаш од прво до четврто оделение, ти имаш 70% во едно оделение со сколиози, нарбетот со деформитети. Тоа е сега, да кажам, ајде, за жал хит, со сколиоза и со проблеми со рабет, со се. Имаме едно детенце баш в теретана, дојде пред 2 години, со татко му сум близок и го видов дека има искривување на кичмата од прекумерно извишување. Му викам донеси го, викат се пробавме. И гевреци, и костозглобна, секакви терапии, физикални ово, му викам донеси го. Ќе го исправиме. Мига не е можно. За месец дена детето 40% се исправи. Се исправи затоа што успеа да ја затегне мускулатурата и да го исправи телото. Ако немаш мускулатура, значи телото, горниот дел од телото се држи само на работниот столб. Нема мускулатура што ќе го затегне да го исправи. Така. Оно што спомна накратко во првиот дел од емисијата и оставив за сега да те прашам, кажа дека пред да започнеш со овај тренинг сега и режим кој што го имаш со оглед на надпреварите, 5 години му се посвети на фит форм и дека си од оние луѓе кои што се тука со членовите на клубот, од кога ќе дојдат до кога ќе се заминат, или имаш луѓе кои што истото тоа го прават. Колку е тоа важно? Многу е важно. Колку е важно? Многу. Јас тргнувам сама од себе, не сакам да именувам, сум бил во клуб и кој што ми каже, ето, влези сега, ето, и јас гледам ствари табу за тема инквизиција. за тебе, не знаеш што е тоа, не знаеш. И сега што јас знам што би сакал на мене да имам, да подобрам или да тргнам, нешто што е, ама јас не знам како. Значи, колку е тоа важно? Многу е важно да имаш човек што ќе ти покаже правилно да вежбаш пред се. Јас кај мене сум тука постојано за сите членови и вработените кај мене, за да ги насочиме правилно да вежбаат и правилно да се развиваат и правилно да се хранат. Кога ќе заминат, пример, во Скопје или било каде, кај мене јас ги давам тие услуги бесплатно. Така. Буквално бесплатно. Со тоа што тој е член кај мене, јас ги давам бесплатно. Во Скопје и настрана, тој може да си оди во друга теретана, ако е во друг град и си знаеш што треба да работи и колку треба да работи. Така, а во другите градови, ако не знаеш да вежбаш, се ти е платено персонално и те кошта многу пари. И секогаш му викам, труди се да научиш, за кој ќе поиш било каде, дали било Скопје, дали било странство или било каде, да знаеш да вежбаш, да имаш основата, познавањето за обичните вежби, за да немаш потреба да се изложиш на трошоци дополнително. Имаше таков случај, пример, сега детенце вежбаше порано кај ме, па Скопје се вработи и идат на викенд и викат не можам, викат, да направам споредба со теретанова, тоа го коментират пред останативе членови. Викат, јас вежбам во Скопје, плаќам 2000 денари и викат, ако те види дека неправилно вежбаш, и да ти нуди персонален тренер. Ако не земиш персонален тренер, тогаш не можеш да вежбаш тука. Значи ти го ограничуваш и те обврзуваат да мораш да земиш персонален. Така. И да ти наплатите екстра. А кај мене, пример, се тоа е гратис, се е без пари и режим на исхрана. Било кај да одите, сегде се наплаќа.
и персонални тренинзи, и режими на исхрана и се. Кај мене е се даено така, со оглед на тоа да ги задржам членовите тука и да бидат што позадоволни и да имаат резултат. Кога станува збор за годините, гоце и за повозрастни членови кои ќе ти доаѓаат, со оглед на возраста доаѓаат и одредени заболувања, им даваш совети прво да се консултираат со лекар? Повозрастните не, обично пример има и повозрастни. Една жена дојде баш 63 години, имаше 3 стента на неа вградени и викат Жан Митрев ми задолжително ми препорача да морам да се движам и рекреативно да вежбам. И тоаш немаш форсирање. Значи знаеме дека имаме проблем, обично ги прашувам дали имаш некој здравствен проблем, дали операција е имало, дали нешто било што те довело тебе да дојдеш до овдека. Никогаш не земам да му дам на своја рака без да знам ништо за човек. Што е многу важно. Да. Го спомна режимот на исхрана, дека 70% од крајниот резултат се сведува на режимот на исхрана, исто што е, повторно ќе кажам, меѓу младата популација актуелно, особено кај женскиот дел од популацијава, се тие диети. Интернетов и доблест и проклетство е, се чита се и се што, се пишува се и се што. Колку може да предизвика проблеми, а колку може од друга страна пак да помогне? Па може да предизвика проблеми, ако, пример, тој режим на исхрана не е доволно проверен, кој го напишал, кој го издал, пример имаме ние режим на исхрана. На кого се однесува, може би е и... Значи, се зависи од личноста што сака да прави режим на исхрана и диета, да кажам. Значи, треба да знаеме колку има висина, колку има тежина, колку може да постигне максимум во тој период што таа сака да ослаби или тој, не е битно. И многу е важно таа диета и таа исхрана да ја издаде стручно лице, а не да ја прочитаме на интернет. Пошто на интернет можеш да најдеш се и се што. Баш пред некој ден едно другарче блиско мое ми искоментира, викат, имаше слика, викат, дебел човек и за 12 недели дека е како тебе направен. Тоа му викам, прво, нема логика. Нема теорија, такво закони нешто. На физика Јас имам максимална тежина спуштено, максимална на член кај мене што доаѓал 12 кила за месец дена. Со правилен режим на исхрана, не диета. Значи јадит се, јадит ама здрава храна, значи ориз, пилешко, риба, телешко, таква храна јадит, слабе една килаж. За месец дена 12 килограми ослабе и после пак си фати полека неговиот терк на исхрана да си го води. И немаш тука, значи ти немаш цел во животот што сакаш да постигнеш. Си дошол, си изнамачил 12 килограми да ги ослаби за месец дена, си се препотувал и сега пак продолжиш, си заборавил дека уствари од храната си ги направил ти килограмите и е погрешно и пак продолжиш по исто. Значи мораш, дури не оствариш целта, да се видиш дека изгледаш стварно добро, дотоаш мораш да вежбаш. После тоа, значи откој ќе постигнеме целта и да одиме 3 пати неделно, да одржаваме и да се храниме по-нездраво, да кажам, тоаш компензираме од тоа за тоа. Си каснал денес, сутре ќе ќе потрошам, ме разбираш. Битно имаме ние основа, сме направили основа, дури да сгрешиме некој ден, да се опуштиме, да касниме било шо, имаме основа направено, другиот ден ќе одам, ќе истренирам, ќе го согорам тоа што сум го направил грешката. Така. Се обраќаат за тебе за совет со оглед на тоа што преплавен е пазарот со секакви некакви суплементи од протеини до не знам што се нема, те прашуваат за совет, што да користат, како да користат? Најчесто сиве што доаѓаат кај мене в теретана, гледам да ги советувам, посебно младиве. Затоа што друго е кога ќе одат кај фармацевт или веќе гледам и по маркетите се продаваат суплементите, меѓутоа не е толку тоа така едноставно, па сега ајде ќе земам јас протеини, шејкови. Да. Се продаваат и не се, значи, тие забранети, него се додатоци во исхрана на секој спортист. Меѓутоа, ако не се користат правилно и тие можат да има контраефект. Да. Значи, доаѓаат дечиња, пример зеле, дали од маркет, како што кажа, дали од набавили од негде и сакаат да добијат совет, сака да добијат совет и доаѓаат најчесто сите што вежбаат кај мене ме прашуваат зедов и ова, неме како да го земам. Јас објаснувам комплетно се. Значи, на никој не сум му рекол, нема да ти објаснам. Буквално секој испочитува.
од додатоци во исхрана, како да консумираат. Му имам кажано исто така, немој да земаш, да даваш пари, дури не ме прашаш, ако сакаш консултирај се, ќе ти кажам се, за да работи кај тебе во организмов и да постигнеш резултат. Ти можеш да земиш 200 работи. 200 работи да фрлиш многу пари. Не ти требаат. Так, да поминиш по-безболно и по-ефтино, а да имаш резултати да се види тоа. Меѓутоа, се уште си заговорник дека природниот и подолгиот начин е вистинскиот начин. Да. Поздравиот, да кажем. Поздравиот начин е стварно, вежбаш напорно, години, ги печиш мускулите, ставаш темел на куќата што ја градиш. Така. И тие мускули што на природен пат се добиени, остануваат за секогаш. Пример, јас вежбам 15 години, почнав со 65 кг, сега имам 82. И да престанам да вежбам, јас ќе бидам истиот. Така. Значи, без никакви... Тоа не е инстант мускулатура. Да. Не е од денес за утре. Мене ми останува да ти се заблагодарам за учеството. Ке ми бидеш повторно гостин во емисија, имаме уште многу за што да зборуваме. Успех на приватен, успех на професионален план, успех на сите овие натпреварувања кои што ти предстојат. И не сакам да заборавам, станува збор, Гоце, пред да одјавам емисијава, станува збор за спорт кој што не е ефтин. Ти помага некој, имаш поддршка од некој или чисто твој грб? Имам поддршка, значи сакам да му се заблагодарам исто така на сите кои ме поддржуваат, на општина Охрид, јавното предпријатие Билјанини извори, АСП фабриката, Саат Кула, менувачницата од Битола исто така, ако е од Битола, имаме комуникација, да. Исто така Дебарца Експрес, газдата ми помага доста. И уште многу други, ако изоставив некој ќе ми простат. Така. Оставен не сум сам на себе. Значи, ти имам огромен број на пријатели кај што сами ќе се понудат да ти помогнат, да ти се најдат во тој пат по кој чекориш, иако во денешно време не е лесно. Не е лесно, а ти во секој случај нивната доверба ќе ја оправдаш и довербата на охриѓани на сите што си се докажал веќе во минатото, на сите овие надпреварувања на кои учествуваш. Повторно ќе кажам, успех на приватен, на професионален план и успех на во овој период кој што ни предстои. Благодарам. И апел до најмладите, нека излезат да спортуваат. Така. Излегувајте, почитувани охриѓани од вашите домови, конечно ни помина зимата и имаме прекрасен град, имаме прекрасни места. Ако ништо повеќе можете да пешачите, ако ништо повеќе, барем по еден час денот, колку што знам. Ви благодарам за вниманието, се гледаме повторно следна прилика.